Време за најновиот дневник на К1 телевизија. И во овој информативен блок ви ги пренесуваме најновите информации и настани од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Градоначалникот на општина Велеслав Чочадиев оствари средба со представници на спортските клубови формирани од општината. Градинките во Кавадарци започнаа да работат со полн капацитет, но нема да работат во 2 смени бидејќи немаат доволно услови и кадар. 101 интервенција за 8 месеци регистрирала територијалната противпожарна единица Неготино. Во Кавадарци градинките нема да работат во 2 смени, бидејќи немаат доволно услови и кадар. Директорката Цанка Добринова вели дека посветено ќе работат на подобрување на капацитетите од просторен и кадровски аспект, со што би се создале услови за двосменско работење. На седницата на Советот на општина Свети Николе исто така е донесена одлука дека градинката во Свети Николе ќе работи двосменски кога државата ќе дозволи нови вработувања. И во Велес слична е состојбата со детската градинка. На својот Facebook профил објави дека утре ќе работат сите клонови, а до 15 овој месец ќе се прибираат анкетни листови дали родителите чии деца се сместени во градинката ќе имаат потреба од двосменско работење. Од денеска градинките започнуваат да работат со полн капацитет. Иако беше најавено двосменското работење на овие установи, во Кавадарци проектот на Министерството за труд и социјална политика за сега нема да се реализира, бидејќи, како што ни информираше директорката Цанка Добринова, немаат доволно услови и кадар за градинките да работат во 2 смени. Директорката вели дека постепено ќе работат на подобрување на капацитетите од просторен и кадровски аспект, со што би се создале услови за двосменско работење, а за сега градинките ќе работат постаро, односно од 6 до 17 часот. Од денеска настава од предучилишна возраст во сите 5 градинки во Кавадарци ќе посетуваат 820 деца. За оваа учебна година во градинката примиле нови 160, а на листата на чекање остануваат 300 деца. Со отворањето на новата детска градинка, која е со капацитет од 100 деца, вели во телефонскиот разговор директорката Добринова, до некаде би се ублажил проблемот со сместувачките капацитети. Иако градинката е планирана да се отвори на 7 септември, градежните работи се веќе завршени, се уште се чека опремувањето кое треба да го изврши Министерството за труд и социјална политика и владата да ја додели парцелата за земјиштето на дворот. Сега на потека владата, навреме да ги обезбеди потребните работи, со што ќе ја докаже грижата кон најмладите и ќе им излезе во пресрет на родителите. Инаку во текот на летниот период беа извршени неколку реконструктивни зафати, адаптации и проширување на простории во сите 5 градинки, со што се создадоа подобри услови за грижа кон нашите најмлади. За 8 месеци територијалната противпожарна единица Неготино регистрирала 101 интервенција, за разлика од лани кога имале 90 интервенции во текот на целата година. Тие повторно патија апел до граѓаните да ги превземат сите заштитни законски превентивни мерки како не би дошло до појава на пожари. Територијалната противпожарна единица Неготино изминатиот период имаше полни раце работа. За неколку месеци пожарникарите регистрираа 101 интервенција, информираше командирот Иле Илиев. Во споредба со минатата година, кога противпожарната интервенирала 90 пати во текот на цела година, сега оваа бројка е надмината, а истата се однесува за 8 месеци. Според командирот на територијалната противпожарна единица, најголемиот дел од пожарите се предизвикани од човечки фактор. Се мисли тука пожари на отворен простор, имаме негде на околу 71 пожар, пожари на објекти 25 пожари, на патнички моторни возила 2 пожари, на контењери 2 пожари и запалена бандера за електрична струја 1 пожар.
Сето ова се должи како фактор е човекот на невнимание. Командирот со апел до сите граѓани да ги превземат сите законски и заштитни превентивни мерки како не би дошло до појава на пожари, да не се пали оган на отворен простор, бидејќи од една мала искра може да дојде до голем пожар со несакани последици, вели Илиев. Сведоци сме се оваа година каде што имавме температури до 50 степени Целзиусови и колку шуми, колку хектари ни изгореа, а тоа е се со едно невнимание, односно или намерно може да се каже, меѓутоа тоа треба накнадно да се утврде, полиција да се утврде својот дел. Меѓутоа, како единица ние сме спремни, односно ова лето единицата број 12 пожарникари со 3 противпожарни возила ФАП цистерни и две теренски противпожарни возила. Илиев информираше за изминатите пожари на отворено во градот и селата и рече дека овој период особено треба да се внимава со печењето ракија. Огништата да не се ложат во близина на запаллив материјал од кој лесно може да дојде до пожар. И истовремено, пред грејната сезона, командирот ги посоветува граѓаните да ги исчистат своите оджаци. Кавадаречката полиција поднесе кривична пријава против ГИ 31 година од Кавадарци и 20 годишниот СТ од Свети Николе со привремено живеалиште во Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Пријавените купиле хероин и во домот ја препакувале во помали количини за понатамошна препродажба. При претрез во домот на ГИ во спалната соба каде што спиела СТ била пронајдена дрогата, информираат од Министерството за внатрешни работи. Хидрична епидемија во гевгелиските населени места Стојаково, Селимлија и Богородица. Пронајдена е бактерија во водата за пиење. Од Центарот за јавно здравје апелираат за поголема соработка со јавните комунални предпријатија. Дијана Иванова ги има деталите. Јавните комунални предпријатија навреме да го известуваат Центарот за јавно здравје за секој дефект. Овој апел од надлежните доаѓа како резултат на минатонеделниот проблем, кој што го имал Гевгалиското јавно комунално предпријатие, од што како резултат на неисправна вода за пиење, регистрирана е хидрична епидемија во населените места Стојаково, Селимлија и Богородица, Гевгалиско. Во водата за пиење пронајдена е бактеријата Ешерихија коли. Лекарска помош во итната медицинска служба побарале 120 жители од овие населени места. Дефектот на јавното комунално предпријатие Комуналец е причина за ваквата состојба. Нема идеален систем, нема стерилен систем, водоснабдителен никаде нема да најдете. Обично се ствара вакуум и се повлекува надворешна материја. Дали ќе биде тоа загадување од земјата, дали ќе биде загадување од фекални маси. Тоа ние не можеме да го утврдиме бидејќи тоа се подземни објекти. Кога ќе повлече од тие надворешни маси, загадени маси, кога ќе се пушти водата во системот, по автоматизам, тие загадени маси се туркаат напред и одат према следниот објект. Дали ќе биде населено место, дали ќе биде некој објект, фабрика, хотел или така, дали шпекулираме со тие бројки и загадувањето, првиот ударен бран е во тие места. Пред добивањето на официјалните резултати од анализата на водата за пиење и земените повратени маси, наложени се следните противепидемиски мерки. Да итно се изврши хиперхлорирање на водата за пиење од водоснабдителниот објект, кој ги снадбува овие населени места, се до добивање на нормални концентрации на резидуарен хлор согласно законските нормативи, одредено е по закон. И понатамошен континуиран мониторинг на следењето на резидуарен хлор со тоа што населението ќе е добиено забрана за користење на водата се до добивање на 2 последователни исправни анализи на вода. Повторните земени примероци од страна на епидемиолозите покажувале дека во водата во овие 3 населени места нема хлор. По првото хиперхлорирање, состојбата се подобрува, но стручните служби апелираат водата се уште да не се употребува. Од 27 август земени во сите од метните места во село Селимлија, село Стојаково, како и село Богородица, резултатите се
колиформни бактерии со доста висок титар, присуство на Escherichia coli, тоа е колиформна бактерија од фекално загадување, и повторните анализи, повторени на 29 се подобрува состојбата. Само имаме во моментов село Стојаково се уште се одржува тој висок титар и присуство значи на колиформната бактерија, значи Escherichia coli. Останатите анализи од 29 се добри, значи нема присуство на колиформни бактерии, нема фекално загадување, а останатите анализи што се земени, вчерашните се во тек. Од Центарот за јавно здравје велат дека за состојбата во овие населени места известени се сите надлежни институции: Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје, Инспекторатот и Агенцијата за храна и ветеринарство. Почетокот на новата сезона, планови, потреби, очекувања и цели кои ги имаат спортските клубови во предстојниот период, тема на денешната средба на представниците на спортските клубови кои имаа со градоначалникот Славчо Чадиев. Она што беше потенцирано е дека преку финансирање на спортските клубови, општина Велес има за цел да формира спортско друштво Борец, кој ќе стане бренд на градот и препознатливо име во државни и меѓународни рамки. Општината ќе продолжи со поддршка на младите и спортот во Велес. Локалната самоуправа придава големо значење во развој на спортот и при тоа континуирано се реализираат проекти. Се поддржуваат спортските манифестации, а се вложува и во спортската инфраструктура. За таа цел представниците од велешките спортски клубови кои се поддржани од општина Велес денеска имаа состанок со градоначалникот Чадиев. Присутните дискутираа за почетокот на новата сезона, плановите, потребите, очекувањата и целите кои ги имаат клубовите во престојниот период. Че оваа година ги зголемивме бројот на клубови кои што ќе носат името градски клубови. Значи тука имаме покрај стандардните претходни два клуба, градскиот ракометен клуб и градскиот одбојкарски клуб, имаме формирано и градскиот боксерски клуб Борец, а сме и во постапка на официјално формирање на градскиот кошаркарски клуб Борец. Со тоа полека, но сигурно ја заокружуваме целта формирање на спортско друштво Борец, кое во иднина би обстојувало во наредниот период, меѓутоа сепак за тоа треба посебни подготовки, но Борец е бренд на градот. Преку финансирање на спортските клубови, општина Велес има за цел да формира спортско друштво Борец, кој ќе стане бренд на градот и препознатливо име во државни и меѓународни рамки. Бидејќи општината е финансиер, ќе биде главен финансиер на сите овие клубови, со пракса што имаме во изминатиот период при формирањето на градскиот ракометен клуб Борец и она што се случуваше во изминатиот период ни дава за право да ја прошириме таа дејност постепено, чекор по чекор, и на крајот да стигнеме до она основна цел, како што беше во изминатиот период, меѓутоа со уште понапредна ситуација, да велешките екипи бидат бренд во надпреварите во првите лиги. Чадиев на спортистите и спортските клубови им ги честита постигнатите резултати во изминатата спортска сезона. Им посака понатамошна успешна спортска кариера, а меѓу другото посочи дека општината и во наредниот период ќе биде активна во делот на обезбедување на услови за развој на спортот, се со цел голем дел од младите безгрижно да спортуваат во спортските сали. Добрата инфраструктура има големо значење за развојот на спортот. Од ВМРО ДПМН најавила дека спортувањето мора да биде пропратено со поддршка, конкретни проекти и вложувања. Новата влада, предводена од СДСМ, наместо да гради игралишта, со ребаланс на буџетот крати пари. Тие прашуваат зошто СДСМ ги скрати парите наменети за развој на спортот. Спортот и рекреацијата се едни од главните предуслови за здрав живот и правилен развој на младата генерација. Од ВМРО ДПМН велат дека спортувањето мора да биде пропратено со добра инфраструктура, конкретни проекти и вложувања. Попов вели дека новата влада, предводена од СДСМ, наместо да гради игралишта, со ребалансот на буџетот крати пари токму наменети за спорт. СДСМ со ребалансот на буџетот одлучи да скрати цели 43 милиони денари, кои беа наменети за проекти за спортот. Со ребалансираниот буџет, владата скрати 31 милион денари
за изградба на спортски објекти и дополнителни 12,6 милиони денари од буџетот за млади при Агенцијата за млади и спорт. СДСМ и Зоран Заев на изборите ветуваа поддршка за младите и спортот, кога дојде тоа да го покажат на дело, ги нема никаде. Попов со прашањето СДСМ и владата. Што стана со ветувањата на Заев за поддршка на младите и спортот? Зошто се крати од проектите за изградба на спортски терени? Дали СДСМ смета дека на младите од Велес повеќе не им треба изградба и реконструкција на спортски игралишта? Каде ќе отидат парите кои беа наменети за оваа цел? Попов вели дека за разлика од СДСМ, предходната влада предводена од ВМРО ДПМН во Велес го реконструирала градскиот стадион, изградила двоен тениски терен, помошно фудбалско игралиште, фитнес зона, но и спортски терени во селата Иванковци, Каласлари и Башино село. Во организација на Сдруженијето на жени за мултикултурни активности Креација 2009, вчера вечер во Велес се одржа 11-та манифестација Сладоледијада. Освен забавен карактер, манифестацијата имаше и надпреварувачки карактер, со изработка на интересни креации комбинирани со сладолед. Во организација на Сдруженијето на жени за мултикултурни активности Креација 2009 во Велес се одржа 11-та манифестација Сладоледијада. Со изработка на интересни креации комбинирани со сладолед, учесничките ги покажаа своите вештини, многу привлекува и вниманието на сите љубители на ледениот десерт. Целта на манифестацијата е сепак да дојде до израз креативноста на членките на Сдруженијето, кои што сакаат во овој одреден дел во декорација на сладолед да ги прикажат своите вештини и способности. Годинава имаме 9 учеснички, од кои што 4 девојчиња или 4 женски и едно машко по прв пат, 2 по втор пат и останатите се по трет пат. На манифестацијата учествуваа 6 надпреварувачки, некои за прв пат, а некои веќе по 11 пат ги покажаа своите вештини во декорирање. За сите заеднички пред се е дружењето, но и можноста да се научат нови вештини. Па едноставно да се дружам со младите луѓе. Сте украсувале можеби сега се прави? Да, повеќе пати, но сега ми е дружењето поголемо од се. Учествувам повеќе години. Дружбата е најбитна, а и идеите. Прифаќаат младите можеби некои од вашите идеи за... Да, и учествуваат. Годинава за прв пат дел од манифестацијата Сладоледијада беа и учениците од Средното стручно училиште Колен Делковски од насоката угостителство. Готвењето ме привлекува, бидејќи е стварно интересна професија, можеш да правиш се и може да се видат многу интересни и креативни нешта, например со овошје, тука имаме и со многу различни видови од јадења направени во форма на лебеди, на многу други ствари, имаме и торта во форма на таму беше негде ставена, многу интересни се. И тука имаме со сладолед, најинтересно е кога ќе помислиш сладолед и само едноставно топчено, сега е интересно да се види како се декорира. Манифестацијата е со локален карактер, а истата е во организација на Сдруженијето на жени за мултикултурни активности Креација 2009. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во текот на вчерашниот ден исплатила околу 110 милиони денари како поддршка на земјоделците и преработувачките капацитети. Од нив 39,8 милиони денари им се исплатени на винарските визби за откупеното грозје. Веде директорот на агенцијата Никола Бабовски денеска на пресконференција истакна дека средствата се исплатени на вкупно 13 винарници, а 2 се избришани од регистарот и тие од законски причини нема да добијат субвенции за реколтата 2015-2016 година. Вести од Македонија. Сутринската молитва Сабах намаз, а потоа и со молитвата Бајрам намаз почна тридневна прослава во која почита кон Аллах муслиманите ја искажуваат со колење курбан. Курбан Бајрам е 70 дена по првиот Бајрам во годината, Фитир Бајрам, а го одбележува денот кога е комплетиран Светиот Куран. Хуманизмот, хармоничните односи меѓу луѓето, меѓу човекот и светот и стремежот кон мир и благосостојба,
Како основни принципи на исламот, на Бајрам се исполнуваат со посетување на роднините и пријателите и со честитки и добри желби за секој намерник. Со овој празник се кронисуваат джилакот кој важи за 5-ти темел на исламот, кој е доказ за солидарност и благосостојба. Поглаварот на исламската верска заедница во Република Македонија Реис ул Улема Хаджи Сулейман Ефенди Реджепи по повод Курбан Бајрам упати порака и честитка до муслиманските верници. Првиот ден на Курбан Бајрам, 1 септември, е неработен ден за верниците од муслиманската вероисповед во Република Македонија. Граѓаните од сега ќе може да поднесуваат барање за издавање изводи од матичната книга на родени по електронски пат, информира управата за водење на матичните книги. Барањето за извод од матичната книга на родени може да се поднесе по електронски пат на e-uvmk.gov.mk, при што граѓаните соодветно избираат во кое матично подрачје да го подигнат, се вели во соопштението. По поднесување на апликација за извод се добива соодветна нотификација на емаил адресата која е оставена за контакт, кога изводот може да се подигне од шалтерите на управата. Граѓаните може да аплицираат за издавање на извод на родените на обичен, интернационален или двојазичен образец. Од управата за водење на матичните книги напоменуваат дека барање за издавање на изводи мора да се поднесе лично и изводот на шалтерите ќе мора да се подигне лично со покажување на документ за лична идентификација. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп избра 4 градежни компании кои треба да го изградат ѕидот долж границата помеѓу САД и Мексико, соопшти Федералната царинска служба. Наведени се компании од Алабама, Аризона, Тексас и Мисисипи. Вредноста на договорот изнесува помеѓу 400 и 500 илјади долари, а прототипот на ѕидот кој ќе биде тестиран во Сан Диего ќе биде 9 метри висок и исто толку широк. Продолжуваме со вести од светот. Бројот на загинатите од ураганот Харви во Соединетите Американски држави достигна најмалку 44 лица, соопштија здравствените власти. Сите жртви се од сојузната држава Тексас, а 19 луѓе се уште се водат како исчезнати. Телевизијата CNN пак соопшти за најмалку 47 загинати во природната катастрофа. Над 1,7 милиони жители од Тексас ги напуштија своите домови. Околу 779.000 се принудно евакуирани, а 980.000 сами побарале за солниште на други места. Во поплавите кои ги предизвика Харви се уништени околу 100.000 домови, нагласи советникот на американскиот претседател за внатрешна безбедност Том Босарт. $5,9 милиарди е првичната сума што ќе ја побара Белата куќа од Американскиот конгрес. Оваа сума е со намена за помош на загрозените од ураганот Харви, пренесуваат американските медиуми. Предлогот на Трамп, за кој тој се консултирал со високи функционери на својата републиканска партија, е само првиот од серијата финансиски пакети кои што по својот вкупен износ би можеле да се споредат со оние од 2005 година за помагање на жртвите на ураганот Катрина. Штетите тогаш ги чинеа сад над $100 милиарди. Представник на администрацијата изјави дека планот ќе биде доставен денеска во Конгресот, а на гласање веројатно ќе биде ставен идната седмица. Денес имаме претежно сончево време со слаба до умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од 7 до 15 степени, а дневната од 26 до 34 степени. УВ индексот има вредност 7.
До сабота ќе се задржи претежно сончево и топло време, а наместа максималната температура ќе биде над просекот за овој период од годината. Во недела нашето подрачје ќе биде под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, што ќе услови променливо облачно и нестабилно време со пороен дожд, грмежи и повремено засилен југозападен ветар. Пообилни врнежи се очекуваат во попладневните часови и во источните делови од земјата. Локално процесите ќе бидат и поинтензивни. Метеоинформациите се последни во ова издание на Дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Останете понатаму со нашата програма. Пријатно.